Продолжуваме со снимањето на предавањата од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ако сте нови на каналот, не заборавајте да кликнете subscribe за следење на новите видеа. Во ова предавање ќе учиме што се тоа односни реченици, која е нивната разлика од главните и зависните реченици и како се формираат. Предавањето ќе биде поделено на делови, односно во ова видео ќе учиме основа на граматиката на односните реченици, плюс ќе научиме за формирање на односни реченици во падежот номинатив, а во другиот дел за останатите падежи. А сега да започнеме. Релатив зетце или односни реченици. Во германскиот јазик се делат на односни реченици во номинатив, односни реченици во падежот акузатив, во датив и во генитив. Како што кажавме претходно, во ова видео ќе учиме за релатив зетце и номинатив. А сега, пред да учиме за односните реченици, да повториме на кратко какви реченици постојат во германскиот јазик. Повеќето од нив веќе ги знаете. Какви реченици постојат во германскиот јазик? Постојат реченици во сегашно време, во минато време или Vergangenheit, Gegenwart, Sätze и Zukunftssätze или во идно време. Тоа е во зависност од времето. Потоа, die Deutschen Sätze постојат во номинатив, во акузатив, во датив и во генитив. Тоа се реченици, типови зависно од падежот на реченицата. Други типови за кои имаме учено се Erzählsätze или расказни реченици, Erzählsätze mit Negation или расказни реченици со негација и Fragesätze или прашални реченици. Други типови се Aktivsätze или активни реченици и Passivsätze или пасивни реченици. И за крај да споменеме дека постојат Hauptsätze или главни реченици и Nebensätze или зависни реченици. И уште еден тип или Relativsätze, односни реченици. Relativsätze се овој тип на реченици кои ќе ги учиме во ова видео. А сега да повториме што е тоа Haupt и Nebensätze или главни и зависни реченици. Бидејќи, за да знаете за односните реченици, морате да имате основа за главни и зависни реченици. Прво, што се тоа die Hauptsätze или главни реченици. Нормалните реченици се нарекуваат Hauptsätze, бидејќи во нив глаголот секогаш стои на второ место во реченицата. Например, ich bin glücklich или јас сум среќен. Глаголот sein е на втора позиција и ова е главна реченица. Уште еден пример, Lina lernt Deutsch. Лина учи германски. Глаголот lernen, конјугиран во трето лице еднина, исто стои на втора позиција во реченицата. Со користење на сврзници, како што знаеме, може да се поврзат две Hauptsätze во една Hauptsatz, односно две главни реченици со сврзник се поврзуваат во една поголема главна реченица. Да видиме пример. Ich esse Eis или јас јадам сладолед е главна реченица. Уште една главна реченица, ich fahre Auto.
Јас возам автомобил. Со помош на сврзник ќе ги споиме во една. Ich esse Eis, während ich fahre Auto. Јас јадам сладолед, додека возам автомобил. Сврзникот während го користиме во оваа реченица. Во превод додека. Продолжуваме со Nebensätze или зависни реченици. Што се тоа? Зависните реченици се користат заедно со главна реченица, во случаевите кога главната реченица не ја дава целосната информација. Например, Ich weiß nicht е главна реченица. Јас не знам. Но не кажува точно што не знам јас. Ни е потребна целосна информација. Du sollst etwas essen. Ти треба нешто да јадеш. Според ова, зависната реченица ја доопишува главната. Со користење на сврзници може да се поврзат главна реченица со зависна реченица во една споена зависна реченица. Да видиме пример. Ich weiß nicht, dass du etwas essen soll. Јас не знам дека ти треба нешто да јадеш. Во оваа реченица го користиме сврзникот das, што значи дека. Подетално за овие типови на реченици можете да го гледате видеото за сврзници во германскиот јазик, поточно делот 1. А сега продолжуваме понатаму. Правила при поврзување на две Hauptsätze со помош на сврзник. Да повториме на кратко. Правилата за глаголот се дека глаголот секогаш останува на второ место или втора позиција во двете главни реченици, кои се споени. И секогаш е конјугиран без разлика на кое место од реченицата се наоѓа. Кога сме кај сврзникот, при спој на две главни реченици, сврзникот стои на позиција 0 или на позиција 1, зависно од тоа кој сврзник се користи. Подетално за ова можете да го гледате видеата за сврзници. Сврзникот на позиција 0 стои пред подметот, а сврзникот на позиција 1 пред глаголот. Кои се правилата при поврзување на главна со зависна реченица со помош на сврзник? Правилата за глаголот се дека во главната реченица исто си останува на позиција 2 и е секогаш конјугиран. Но разликата е во зависната реченица каде што глаголот стои на крајот на реченицата, исто конјугиран. А правилата за сврзникот се дека сврзникот секогаш стои на почетокот на зависната реченица. Од сите овие правила, важни ни се правилата при поврзување на главна со зависна реченица, бидејќи односните реченици кои ќе ги учиме во ова видео се тип на зависни реченици, па се користат истите правила. А сега продолжуваме со вториот дел од видеото, односно со die Relativsätze или односни реченици во германскиот јазик. Што се тоа односни реченици или Relativsätze? Односните реченици се тип на зависни реченици или Nebensätze, па се формираат по нивните правила. Како што кажавме пред една минута, конјугираниот глагол стои на крај на реченицата. Односните реченици се тип на реченици со кои се добива дополнителна информација за одредена личност или предмет. Да видиме пример. Првата реченица би била Ich habe einen Bruder, јас имам брат.
Ова реченица е во случајов главна. Деја бруда ист има нервоз, братот е секогаш нервозен. Овие две реченици, ако ги споиме во една, релатив зац би било Ich habe einen Bruder, der има нервоз ист. Јас имам брат, што секогаш нервозен е. Може да се забележи дека вториот дел на реченицата, односно релатив зац, реченицата после запирката, дава дополнителна информација за првата реченица. Исто како главна и зависна реченица, во овој случај имаме главна и односна реченица. Ако ви се допаѓаат овој тип на видеа, кликнете лайк за да ни дадете поддршка. Како се формираат односните реченици? Се формираат со спој на Haupt и Nebensatz. Сврзникот од Nebensatz се заменува со релатив прономен или односна заменка. Значи, исто како при спој на главна и зависна реченица, но само сврзникот е друг збор. Односните заменки за падежот номинатив и акузатив се исти како нивните членувани именки. Односните заменки за падежот датив се делумно различни од нивните членувани именки, а кога зборуваме за генитив се целосно различни. Да видиме еден пример на односна реченица. Du kennst den Jungen, der dort von dem Kiosk steht. Ти го знаеш момчето кое таму пред трафиката стои. Во оваа односна реченица, првиот дел, односно пред запирката, ни е главна реченица и имаме глаголот kennen, обележан со црвено, конјугиран на позиција 2. Во втората реченица, односно после запирката, имаме односна реченица, која е слична на зависна реченица, но немаме сврзник, туку имаме односна заменка. Во случајов, односната заменка е der и бидејќи реченицата е во номинатив и за машки род зборуваме, имаме исто членувана именка. Продолжуваме понатаму. Какви се односните заменки или релатив прономен во односните реченици или релатив зетце? Односните заменки зависат од родот, лицето и падежот на реченицата. Односните заменки за номинатив и акузатив кажавме дека се исти како нивните членувани именки. За датив се делумно различни од нивните членувани именки и за генитив се целосно различни. Во оваа табела ќе видиме за релатив прономен зависно од падежот и зависно од родот. За номинатив, за машки род имаме der, за женски род die, за среден род das и за множина или плурал die. Значи ги имаме истите како членувани именки. За акузатив е истиот случај, само машкиот род е различен во den. Тоа веќе го знаеме. Женски род, среден род и плурал се исти како за номинатив. Кај датив имаме мала разлика. За машки род имаме dem, за женски род der, за среден род dem. До тука немаме разлика, но за множина имаме denen. Значи множината на датив не е иста за односните заменки и за членуваните именки. Кај генитив имаме за машки род desen, женски род deren,
за среден род desen и за плурал deren. Продолжуваме со релатив ЗЦ и номинатив или односни реченици во падежот номинатив. Како се формираат релатив ЗЦ во номинатив? Се спојуваат две реченици, односно Haupt и Nebensatz во една. Тоа веќе го кажавме. Зависната реченица или Nebensatz има улога на односна реченица или релатив зац, бидејќи дава дополнителна информација за главната реченица. Зависната или односната реченица секогаш стои последна, бидејќи ја опишува главната. Сврзникот кој би требало да стои на почетокот на односната реченица се заменува со односна заменка. Заменките веќе ги учевме. Односните заменки зависат од родот, бројот и падежот, а односните заменки за номинатив кажавме дека се исти како членуваните именки. За номинатив. Да видиме примери. Er hat eine Freundin, die eifersüchtig ist. Тој има девојка која љубоморна е. Во оваа реченица пред запирката имаме главна реченица со глагол на втора позиција, а после запирката имаме односна реченица или зависна со глагол на крајот на реченицата. Сврзникот кој би требало да биде на почетокот на зависната реченица, во овај случај го променуваме со односна заменка која стои на неговото место. Во случајов е заменката die, бидејќи зборуваме за Freundin или за женски род. Марија kauft ein Auto, das sehr billig ist. Марија купува автомобил кој многу ефтин е. Овде ги имаме истите правила, но бидејќи ауто е во среден род, користиме das. И трет пример, wo ist die Stiefel, die mir so gut steht? Каде се чизмите кои на мене добро ми стојат? Во оваа реченица имаме односна заменка die, бидејќи зборуваме за множина. Исклучоци во формирањето на односните реченици во номинатив. Може да се случи да има поинаков редослед на главната и односната реченица. Например, односната реченица може да биде на средина, а главната реченица поделена на два делови. Ова е често среќавано во германскиот јазик. Сепак, односната реченица секогаш стои после субјектот за кој ја дава информацијата. Да видиме два примери. Der Herr, der im Auto sitzt, ist unser Onkel. Господинот кој во автомобилот седи е наш вујко. Во оваа реченица на почетокот имаме der Herr, односно Hauptsatz, потоа имаме реченица која е односна реченица и на крајот повторно вториот дел од главната реченица. Ако би ги поделиле на две реченици пред да ги споиме во релатив зац, едната реченица би била Der Herr ist unser Onkel, а втората реченица би била Der Herr im Auto sitzt. Во овај случај главната едната реченица ја поделуваме на две. Втор пример, das Kind, das im Garten spielt, heißt Hans. Детето кое во градината игра се вика Ханс. Исто и во оваа реченица имаме главна реченица, односна и повторно главна.
но секогаш односната реченица стои после субјектот, што во овај случај е детето. Втори исклучок кој ќе го сретниме во односните реченици во номинатив е дека има односни реченици во минато, идно и други времиња. Но нивното формирање нема разлика од односните реченици во сегашно време. Например, да видиме една реченица. Sie dankt dem Mädchen, das ihr geholfen hat. Таа благодари на девојката, оти нив им помогна. Во оваа реченица ги имаме истите правила, само е разликата во тоа што зборуваме за минато време, па имаме партицип 2 и така натаму. Ги знаете правилата. Тоа беше за падежот номинатив, а сега ќе видиме примери за да стани појасно. Прва реченица. Die Kinder, die dort Fußball spielen, sind sehr fleißig. Децата кои таму фудбал играат се многу трудолюбиви. Ich gehe gern in die Kneipe, die neben meinem Haus ist. Јас со задоволство одам во пабот кој во близина на мојата куќа е. Der Mann, der Schach spielt, ist mein bester Freund. Човекот кој игра шах е мој најдобар пријател. Kennst du den Jungen, der dort von dem Kiosk steht? Го знаеш ли момчето кој таму пред трафиката стои? Во оваа реченица имаме прашална реченица, но се формира на ист начин како расказната, според правилата на односните реченици. Hast du mein Handy gesehen, das sehr teuer ist? Го имаш ли видено мојот телефон кој многу скап е? И последен пример за ова видео. Der Mann, der neben mir wohnt, Professor ist. Човекот кој во близина на мене живее е професор. А сега да видиме дали нешто запамтивте. Ќе направиме мала вежба каде што вие ќе треба да формирате односни реченици. Господјата која мие садови е моја тетка. Обидете се да формирате односна реченица. Die Frau, die Geschirr spülen, ist meine Tante. Уште една вежба, луѓето кои од Германија доаѓаат се војници. Die Leute, die aus Deutschland kommen, sind Soldaten. И последна вежба за ова видео, каде е ранецот кој на мене ми се допаѓа. Wo ist der Rucksack, der mir gefällt? Со ова завршуваме за ова видео. Се надеваме дека граматиката на формирање односни реченици ви е јасна. Последното видео ќе учиме за односните реченици во останатите падежи. И се разбира, ако ви се допадна видеото, кликнете лайк и следете не на YouTube и Instagram.